Ексклузивно за Хајп Македонија се огласи Тамара Волчевска по злоупотреба на фотографија од нејзината сестра. Денес се појави лажен профил на Инстаграм кој објавува и злоупотребува фотографии од девојки вклучувајќи и малолетни лица. Придружени со навредливи и дегутантни коментари за нивниот физички изглед. Случајот е пријавен во Министерството за внатрешни работи, а Тамара на таа тема ќе каже: "Сакам прво да те прашам дали знаеш кој стои зад овој профил?" Не знам кој стои за профилот, но можам да кажам општо мислење, а тоа е дека позади профилот стои помлада особа која што доаѓа од Гостивар и се работи за искомплексирана особа, но тоа да го правиш со луѓе од твојот град, со деца буквално од твојот град, млади личности кои што не знам, на некој може многу на психички начин да влијае и да му оставиш некаква трага. Тамара, дали се слушна ти со твојата сестра? Како она го поднесе се ова? Да, се е окей, не е дека некого тоа нешто погоди и слично, но нормално е, пак ќе кажам, за особа која што не е од јавниот свет, е скроз надвор од таквите кругови. Јас цело време се смејам на телефон и ми е предсмешно, дури му враќав на пораки, као фала ти ми го направи денот. И стварно е така, затоа што ми беше интересно дека ми беше, сега немам време да се занимавам со тоа. Пријавено е во полиција и се останато, но можам да претпоставам дека и со останатите девојчиња верувам дека не владее пријатна атмосфера, така да вниманието готови дечко или девојка што и да си позади целиот профил. Апелирав слободно да ми пишат преку свој личен профил, па и да се чуеме, па може кафенце да испиеме, доколку имаат потреба од целосно внимание. Јас со цело срце би им го дала тој момент, но нели, ајде да се видиме како што треба. Овие работи, ако остануваат вака несредени, за жал потикнуваат и други луѓе да го прават истото и да мислат дека тоа е забавно и дека тоа е интересно. Но пак ќе кажам, постои карма, така си пишав и на стори на Инстаграм, не верувам дека таквите особи би ме разбрале што сакам со тоа да кажам. Тамара, зашто таа особа која што е анонимна проба тебе да те навреди со тоа што кажа дека ја спомна ЛГБТ заедницата? Дали ти се навредуваш со тоа или баш напротив? Имаш свој став? Апсолутно напротив. Ја поддржувам ЛГБТ заедницата и тоа не е некаква навреда, не сум навредена од тоа апсолутно. А се фати за мене, претпоставувам, за тоа што јас го почнав муабетот, сигурно не би се фатил со останатите луѓе кои што тоа го постира. Јас сум од Гостивар, моите корени се од таму, ја објавили сестра ми, во истиот опис напишали два-три збора и за мене, така да таму му бил јадецот околу целиот муабет.